ako bi izgovoril nešto i napravio nekakav haram ili nešto zabranето, тоа не му се пишува кај Аллах Джелешану, бидејќи тој не бил свесен. Потоа кажува Аллаховиот пратеник алейхи селам дека не му се пишуваат гревови на оној кој што е мал. Тоа дете, кој што е дете, ако би направило некаков пропус и некаква грешка и некаков грев према Аллах Джелешану, на нему не му се пишуваат гревови и Аллаховиот пратеник алейхи селам кажува калемот се тргнува над оној човек кој што е ментално болен. Затоа вториот услов Алхамдулиллахи Раббил Аламин والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Благодарно само припаѓа единствено само на Господарот Аллах Джелешану. Од Аллах Субханеху ва Таала помош и опрос бараме. Тој е единствениот кој може да ни ги опрости нашите јавни и тајни гревови. Тој е единствениот кој може да ни помогне во нашиот дуњалучки живот. Сведочам дека Аллах Субханеху ва Таала е еден и единствен. Тој е оној кого треба да го веруваме и обожаваме во нашиот дуњалучки живот. Сведочам дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е последниот Аллахов пратеник и печатот на сите Аллахови пратеници. Затоа селам и салават испраќам на Аллаховиот пратеник алейхи селам, на неговата честна и чиста фамилија, неговите вредни другари и на сите муслимани кои го следеле, го следаат и ќе го следа неговиот пат се до кијаметскиот ден. Почитувани верници, го молам Аллах Субханеху ва Таала да не подучи со корисно знаење, ние да се искористиме со она што Аллах Джелешану нас не има подучено. Го молам Аллах Субханеху ва Таала да ни даде берекет во тоа што го кажуваме, во тоа што го слушаме и да не направи мубарек, благословени во нашиот дуњалучки живот. Аллахуме амин. Ве поздравувам со исламски дженнетски поздрав. Ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва барекату. Почитувани верници, ценети сестри во дин Ислам, Аллах Субханеху ва Таала не створил во овај дуњалучки живот, ни дал право ние да живееме, а нашето право, кој што навистина ни го дал Аллах Джелешану, треба према Аллах Субханеху ва Таала и ние да бидеме луѓе кои што ќе бидат послушни и покорни на единствениот Господар Аллах Джелешану. Целта од нашето постоење ние да го славеме, величаме, возвишуваме, обожаваме и да го обожаваме единствено само Аллах Субханеху ва Таала. Почитувани верници, сите ние од мали години, уште кога сме биле како деца, сме ги научеле иманските и исламските шартови, иманските услови и исламските услови и рукнови кои секој еден од нас е должен да ги познава и да живее според тие рукнови и тие исламски рукнови и да ги обавува тие рукнови и тие услови кои ние треба да ги знаеме и добро да ги познаваме, а тие имански услови се да веруваме во Аллах Джелешану, да веруваме во неговите мелеци, дека Аллах Джелешану створил мелеци, да веруваме во Аллаховите пратеници, да веруваме во Аллаховите книги, да веруваме во кијаметскиот ден и да веруваме во Аллаховата одредба и тоа што е добро и тоа што е лошо е од Аллах Джелешану. Потоа тие исламски шартови и рукнови, услови мораме да ги знаеме, а тие исламски шартови и услови се да сведочеме дека Аллах Джелешану е еден и единствен и дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е последниот Аллахов пратеник, да го обавуваме намазот, да даваме зекат, да го постеме месец Рамазан и еднаш во нашиот дуњалучки живот
nije da obavime hač ako nije sme vo možnost. Zato, inša Allahu ta'ala, vo ovije nekoliko minuti so dozvolot Allah subhanahu wa ta'ala ke se potrudam da zboruvame i da kažeme nekoliko propisi i nešto što ke bidi korisno za site nas, бидејќи ден по ден веќе се доближуваат и тие хаджиски денови, кои инша Аллаху таала сите хаджи и оние кои што говорат и зборуваат македонски, да нешто слушнаат и нешто научаат, и инша Аллаху таала кога ќе одеме и ќе појдеме да го обавиме тој ибадет, тој хадж, да имаме едно познавање, можеби некој prethodno ima obaveno i već mu se poznati nekoji propisi, ali nekoj brat musliman i nekoja naša sestra muslimanka za prv pat se sretnuvat su ovaj ibadet, a toj ibadet je hadžot. Morame prvo da kažeme jazično što je zborot hadž i što ima značenje. Hadž jazično je namera ili nije nameruvame nešto. Потоа, шеријатски, мораме да знаеме дефиниција дека на зборот хадж е ет-та'аббуд лиллах. Ти да бидеш покорен и послушнен на Аллах субханаху ва таала би едаил менасик, со обавување на некои од обреди, фи мекан мехсус, во едно одредено место, а тоа одредено место е Бейтуллах или Меккетул Мукарраме, кој што за нас е познато дека ако ние појдеме во Саудиска Арабија, појдеме во Арабија, али не сме пошли во Мека, тогаш не можеме да речеме дека ние сме хаджи. И тие кои што пошле во Мека, ако не појдат во местото Арафат, тие не можат да речат дека се хаджи и дека го обавеле тој ибадет према единствениот Господар Аллах субханаху ва таала. Фи вақтил махсус ала ма, потоа кажува фи мекан махсус, фи вақтил махсус, во едно одредено време, бидејќи одредено време има хаджот. Не можеме ние кога нас и ни паднало на памет да појдеме и да обавиме хадж. Затоа тука имаме курански ајети, хадиси, имаме улема кои што ни кажуваат кога ние треба да го обавиме хаджот. Потоа кажу ала ма джаа фи суннети Расулилlah салаллаху алейхи ва салем. Се она што дошло во суннетот и праксата на Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи ва салем. Прво мора исто така да знаеме што е хукмот и прописот за хаджот и кои се тие неколку вредности кои инша Аллаху теала ќе ги спомнеме со дозволот Аллах џелле шану. Прво, хукмот и прописот мораме да знаеме дека е строга обврска кој што ние имаме према единствениот Господар Аллах џелле шану, кој што Аллах џелле шану ни наредил. И хаджот е еден од тие 5 столбови, 5 исламски шартови и услови. Затоа е важно ние да ги читаме овие зборови. А Аллах субханаху ва таала ни кажува: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Заради Аллах луѓето нека обаваат хадж и луѓето нека обаваат хадж и нека ја посетаат Аллаховата куќа. Мен истата илейхи сабила. Оној кој што е во можност, не сите, тие кои што се во можност, тој кој што е во можност и е доволно спреман финансиски и е доволно спреман здравствено, нему Аллах џелешану му наредил еднаш во неговиот живот да го обави овај ибадет, а тој ибадет е хаджот. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. А тој кој што ќе не верува, Аллах џелешану не е зависен од никого. Затоа мораме да знаеме дека хукмот и прописот на овај ибадет е строга обврска наредба од Аллах џелешану, кој што ни има наредено на сите нас, кои што сме муслимани и верници во
jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Potom imam i hadis od Allahovi od pratenik alejhi selam kada ni kažal deka islamo se temeli vrst 5 stolbovi. Šehadet, da svedočeš deka Allah dželešanu je jedan jedinstven, Allahovi je pratenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posleden Allahov pratenik. Da klanjaš namaz, da davaš zekat, da postaješ mjesec Ramazan i da obaveš hač ennaš vo tvoj život. Zato doznavame od ove ajeti i ovaj hadis od Allahovi pratenik alejhi selam deka Allah dželešanu nas ni naredil ennaš vo naši dunjalučki život, ako nije smevo možnost, imame dovoljno pari, imame dovoljno finansiji i sme zdravi i sme sposobni, togaž nije fars i stroga obrska prema jedinstveni od gospodar Allah dželešanu nije da go obaveme ovaj ibadet, a toj ibadet je hađot. Od vrednosta za ovaj ibadet, za ovaj hađ imame dosta argumenti vo sunnetu na Allahovi pratenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a jedan od tije hadisi koji ima dosta mnogo i poveće ima tije hadisi, ali nije samo ke spomneme dva hadisi koji ovaj hadis go prenesu Ebu Hureyre radijallahu an, deka rekao Allahovi pratenik alejhi selam od umra do umra se brišat grevovite, dodeka za primeniot hač nema druga nagrada osven džennetot. Potom imam i drug hadis ke što rekao Allahovi pratenik alejhi selam, onaj koji što će obavi hač zaradi Allah dželešanu iskreno, nema da vređa i nema da pravi nekoj propusti, ke se vrati vo njegovata kuća isto kako što go rodila njegovata majka, ali je uslov toj da bidi iskren vo njegovi od ibadet i vo toj hač što toj će go obavuva prema jedinstveni od gospodar Allah dželešanu. Koliko nas nije naredeno nije da go obaveme ovaj ibadet i da go izvršeme ovaj ibadet prema jedinstveni od gospodar Allah dželešanu. Ennaš vo naši dunjalučki život nije stroga obrska, nije da go obaveme hađot ako sme vo možnost prema jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Zato Ebu Hureyre radijallahu an prenesu deka rekol Allahovi pratenik alejhi selam قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج. O luje, Allah vas vi narede hađ, pa vi je obavete hađ. Togaš jedan čovjek mu se obratil na Allahovi pratenik alejhi selam i mu rekol, ja Resulullah, sekoja godina nije da obavuvame i da go praveme toj ibadet, toj hađ, togaš Allahovi pratenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mu se obraća i mu vika, ne, vas vi je naredeno ennaš vo vaši dunjalučki život. Ako vas vi naredev, vi je sekoja godina da obavuvavte hač, to će beše mnogo teško za vas. Zato morame da znajeme deka ennaš Allah dželešanu ni naredel i ni napravil fars i stroga obrska prema jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala nije da go obaveme toj ibadet, da go izvršeme toj hač vo naši dunjalučki život. Potom, počituvani vernici, ceneti sestri, drugi te ibadeti kako što je namazot, kako što je postot, i ti je imat uslovi. Zato i hađot ima svoji uslovi koji što bez tije uslovi naši od hač i toj ibade što nije će go napravime prema Allah dželešanu, nema da ni bidi validen i primen ka jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Prvi od uslov i šart za da ni bidi naši od hač primen i prifatljiv, kabul ke Allah dželešanu validen ke Allah subhanahu wa ta'ala islam. Nije morame da bideme muslimani. Nije morame da bideme vernici vo jedinstveni od gospodar Allah dželešanu. Bideki toj čovjek koji što ne verujava Allah dželešanu, toj koji što ne je pripadnik na din islam, ako bi go obavil hađot, bi napravil sve isto što prava muslimanite, njegovi od hač nema da bidi prifatljiv ke Allah dželešanu. Primjer, neko ne je musliman i obavil hač i posle
nekoliko godini prihvatil islam, prihvatil din islam, da li to što prethodno kako nemusliman go obavil hađot kabul ke Allah dželešanu, da li je prihvatljivo ke Allah dželešanu ili ne je prihvatljivo ke Allah dželešanu, ili je dužan ušte naš povtorno da obavi hađ. Da, znači toj koji što ne bil musliman obavil hađ, koji što nije dobro znajeme deka otpatuvat u tije sveti mjesta samo muslimani. Ali ako u slučaj bi obavil, ali ne bil musliman, da li to će mu biti kabul ke Allah dželešanu? Ne. Znači, za da biti naši od hađ prihvatljiv i ukabulen ke Allah subhanahu wa ta'ala, moramo da sme muslimani i pripadnici ova savršena vera din islam. Potom vtori od uslov za naši od hađ i to je ibadet da biti ukabulen i prihvatljiv ke Allah subhanahu wa ta'ala, nije moramo da bideme pametni ljudi. Bideki tije ljudi koji što ima problemi psihički se mentalno bolni, tije ne se obrzani i ne im je naredeno ni tije da obavat hađ. Zato je Allahovi pratenik alejhi selam kažuva, rufi al kalem, se trgnuva kalemot i ne se pišuva grevovi nad trojica ljudi. I tri kategorije na ljudi. Prvi je onaj koji što je zaspan. To je koji što spije. Sve dodeka ne se probudi, ako bi izgovoril nešto i napravil nekakav haram ili nešto zabraneto, to ne mu se pišuva ke Allah dželešanu, bideki to ne bil svesen. Potom kažuva Allahovi pratenik alejhi selam deka ne mu se pišuva grevovi na one koji što je malo. To dete, koji što je dete, ako bi napravilo nekakav propust i nekakva greška i nekakav grev prema Allah dželešanu, na njemu se pišuvat grevovi i Allahovi pratenik alejhi selam kažuva, kalemot se trgnuva nad onaj čovjek koji što je mentalno bolen. Zato vtori od uslov za naši od hađ i to je ibadet da ni bidi kabul i prihvatljiv ke Allah subhanahu wa ta'ala nije da bideme pametni, da imame akal. Potom bulug, da bideme bulug vlezeni, da bideme polnoletni, bi reki onaj koji što ne je bulug i ne je polnoleten, nemu je naredeno i nemu je fars to je da obavi hađ. Nakon što ako nije bi otpatuvale so našite deca, bi otpatuvale na hađ i tije deca, primjer ima 7 ili 8 ili 9 godini, obavuvat hađ, zato što tije ke obavuvat hađ, ke imat inša Allahu ta'ala nagrada i nivnite roditelji, ali vo osnova uslov za da bidi naši od hađ ukabuleni i prihvatljiv ke Allah subhanahu wa ta'ala, nije da imame polnoletnost i da bideme vo bulug. Potom četvrti uslov za naši od hađ i ovaj ibadet da ni bidi kabul i prihvatljiv ke Allah subhanahu wa ta'ala nije da bideme slobodni. Koji što danas ka alhamdulillah site sme slobodni, ali vo to vreme i vo tije vremenje imalo luje koji što bile robovi i tije koji što bile robovi ne im bilo naredeno i ne im je fars tije da obavat hađ. Potom peti uslov za da naši od hađ i to je ibadet ni bidi ukabulen i prihvatljiv ke Allah subhanahu wa ta'ala možnost i nije da bideme dovoljno spremni za da go obaveme toj hađ, da bideme spremni vo teku na naše to patuvanje, da bideme spremni i dovoljno bezbedni vo teku na naše to patuvanje, da bideme dovoljno zdravi zdravstveno so naše to zdravlje, da bideme zdravi togaš nije sme spremni i sme vo možnost da obaveme hađ. Dodeka toj koji što ne je vo možnost da obavi hađ, Allah subhanahu wa ta'ala nemu naredil, kako na primjer toj koji što Allah dželešanu go ostavil vo takvo iskušenije, to je da bidi siromav. Ili imam i druga kategorija na ljude, a tije se ženite koji što ne poseduvat mahrem. Koji što ne poseduvat mahrem,
кој што може тој махрем да патува со нив во текот на нивното патување. Таа жена што нема махрем не е должност таа да патува и да го обави тој хаџ. Затоа Аллах субханаху ва таала не кажува: "Валиллахи ален наси хиджул бейти мен истата илейхи себила." Овој курански ајет во сура Али Имран 97 ајет вика Аллах джелешану: "И луѓето заради Аллах нека обаваат хаџ, та Аллахова куќа нека ја посетат мен истата илейхи себила." И оние кои што се во можност. Мораме да напоменеме и да спомнеме и да кажеме дека пренос има хаџот над некои наши дуњалучки уживања и у некои дуњалучки потреби. Пример, некој може би купува некоја кола која е од 10.000 или 20.000 или прави куќа од 100.000 или 150.000 и потоа на крајот вика дека јас не сум во можност да обавам хаџ. Не сум во можност да го обавам овој ибадет кој што мене ми е должност. Зошто? Бидејќи не сум доволно спреман. А гледаме човекот дека изградел куќи, правел свадби, сменал не знам колку коли и на крајот вика дека јас не сум спреман. Не, ние тогаш мораме, ако имаме доволно за живот, за нас и за нашите фамилии во текот на нашето патување, ние да обавиме еднаш во нашиот дуњалучки живот, да го обавиме тој хаџ и тој ибадет кој што нас ни е строга обврска и строга наредба од страна на Аллах субханаху ва таала. Потоа мораме да дознаеме и да кажеме и да спомнеме каков е хукмот и прописот за умрата кој што ние е обавуваме во текот на хаџот или пак пред време на хаџот, без разлика како што ние сме направиле умра. Након на ова прашање, улемата има два става. Од тие става е дека е еднаш во нашиот дуњалучки живот ваџиб, додека имаме улема кои што кажуваат дека умрата е суннет. Затоа мораме да го дознаеме и појаснеме и овој пропис. Умрата има алими кои што кажуваат дека е строга обврска еднаш во нашиот дуњалучки живот и има улема кои што кажува дека е суннет. Затоа имат некои аргументи кои што Аллах субханаху ва таала кажува: "Ва атиммул хаџ вал умрата лиллах." И вие обавете хаџ и умра заради Аллах субханаху ва таала. Ова се нешто накратко што можеме да кажеме во врска со хаџот, након што инша Аллаху таала со идин од Аллах субханаху ва таала ќе продолжиме и во други предавања и ќе ги спомнеме тие одредби кои што се одредби временски, одредби географски, одредби во место каде и како треба да постапи еден муслиман, еден верник кога сака да го обави хаџот. Го молиме единствениот Господар Аллах субханаху ва таала да не подучи во дин Ислам, да ни даде сваќање во дин Ислам, со леснина да ги разбереме Аллаховите ајети и хадисите од Аллаховиот пратени Мухаммед алейхи селам, да ги научиме лесно Аллаховите прописи, Аллаховите наредби, Аллаховите забрани. Го молиме единствениот Господар Аллах субханаху ва таала да ни овозможи на сите муслимани, на сите верници да обавиме еднаш во нашиот дуњалучки живот барем хаџ, тој ибадет према единствениот Господар Аллах джелешану. Го молам Аллах субханаху ва таала да ни ги укабуле нашите дови, нашите ибадети, нашите намази, сите добри дела што ние ги правиме во нашиот дуњалучки живот. Го молам Аллах субханаху ва таала да го заслужиме дженетул фирдеус, да бидеме заедно во друштво со Аллаховите пратеници, шахидите и искрените Аллахови робови. Амин. Екулу каули хада ва естагфируллаха ли ва ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.